Кое прашање не сакаш да ти го пустам? Дали знам математика? Значи не може на најинтересно. Влезе! А се јаво на Вибер, зашо ме ставивте на стори, дали си нормален ти? Наталија, шо ти е бре жена? Вау, многу тешко. Миро Кацаров тешко некој што ќе го разбере животот и што ќе даде некоја добра најава за него. У принцип, луѓето за Миро Кацаров имаат одлично мислење, а некои имаат неодлично мислење. Многу ми е чудно тоа што блиските луѓе имаат коментари секакви, а оние што не ме познаваат викаат дека топ емисијата, дека ќе направи одличен рейтинг и дека ќе за краток временски период постане бренд у Македонија за забавни емисии. Што има во G Carpet? Има шоу кој што се случува во студио, има студиски дел. Има добра исто така екипа со позитивен дух, има игри, има штосови, има финти, има позитивна енергија. Во бекстејдж сето тоа го имаше, само немаше студиски дел. Од 20 минути бекстејдж направи тоа што го направи. А мислам дека на Golden Carpet тек му доаѓа време да направи нешто повеќе од сите забавни емисии во Македонија. Емисија во живо дефинитивно затоа што ако си во живо се концентрираш на тоа што ќе го кажеш, знаеш дека кога треба да снимаш емисијата можеш да повтори, можеш да сгрешиш, можеш да се испсуваш, можеш да испсуваш колешка ти, можеш да направиш хаос и после да го измонтираш и да бидеш убав, иако не си бил убав во тој момент. Најлудата работа, не, најглупата работа може да ја кажам, сум се здрткал и не сум можел да го кажам зборот и тоа е било као многу катастрофално идиотски и многу луѓе знаат да кажат ти не знаеш да збориш македонски. Океј, не знам да зборам македонски, но сум водител на гледана телевизија во Македонија. Не знам, мал милион, со ми имаше многу интересни случаи затоа што она е будала сама по себе. И една интересна случка, ја имав девојка украинка која живееше во Чешка и Мија ја стави на стори на сред снимање, почна да се јавува мојата поранешна девојка и почна да не кара зашто ја имала на стори, пошто она бил ординари. Грл не сакала да биде famous. И овде се деси, се спуштија камери, Мија се јава, ја не го бришам стори, во знаеш дека не бришам, на мене даваат пари за стори, те молам Мија избриши го, не можам, ти си ѓубре, од кај ја најде вако, онака, шо ти е брежено, само требаш стори да го избрежеш и вака се деси на снимање текно. Мија ко Мија, по 5 имам интервју во мојот живот, најгорд сум на интервјуто со Здравко Чолич, мислам затоа што мајка ми, баба ми покојна многу го почитуваат, фамилиарно го сакаме ние Здравко Чолич. Мислам дека после интервјуто со Здравко Чолич, бидејќи тогаш бев во живо на Канал 5 телевизија, во бекстејдж, цела Македонија збореше колку сум бил возбуден и најглупо прашање, дали сакаш плава или црна девојка? Катастрофа прашање, да ве молам тоа прашање да го забраниме. Со устав. Кај мене може да слушнете секакви прашања, што многу луѓе ќе кажат, види го бе, дали е нормално какви прашања поставува и некоја баба од Кичево или некој дед од Пехчево да каже, синко имаш ли срам? А у принцип знам дека тие прашања, баш тие што ми го поставуваат или што коментираат за мене, најмногу сакат да ги слушнат, така да не знам, све поставувам што на ум, тоа на друм. Миро кога ќе се исклучат камерите, тој што е и пред камерите. Многу објективен, многу реален дечко, многу скромен, иако другите мислат дека сум препотентен и ваков и онаков и мал милион комплименти што не сакам да ги кажам пошто не ми се свиѓаат. Нормален дечко како и секој, катастрофа, дно дна. Познативе немаат живот во Македонија, познативе може да ги видиш у Бург Джилница кај го купуваат и се ценкат за 5 денари. Карикирам, познативе можеш да ги видиш и у таксија да не ги познаш затоа што не се познати. Нема познати во Македонија за жал затоа што луѓето во Македонија ја создадаа таа атмосфера и ја има таа клима. Во Македонија сите за секој се знаеме, знаеш, сечи успех е неуспех фактички и едноставно ако некој е познат, зошто е познат, сум попознат од него. Кој го знае него? Дали си нормален? Тој бил вака, тој ти знаеш ли кој сум јас? Земав кредит брз и веќе ќе искачам и ќе се направам пепел, и ќе прошетам сите вециња, и ќе частам со парите од кредит, и ќе бидам мангуп, и ќе возам кола на лезик, а зашто тој е познат? Нема веза, познат работи, пејач, водител, актер, све ово накапираш. Затоа немаме ние естради, немаме познати, затоа што сите сме познати, сите сме стручњаци фудбалски, ракометни, политичари, водители, бизнисмени, аналитичари, доктори сега помногу и така натаму. Не, апсолутно се сметам за човек само што работи што сака, па ќе кажам. Јас сум телевизиски работник, телевизијава, ако ме прави познат, да. Многу луѓе во последно време и со новата емисија, затоа што имам одлични рейтинзи, фала му на Господ и слава му,
ме застануваат, а веќе 3 недели сум новороден, че сум уште, и знаат да кажа и супер ти беше да кажам фала, дури мене ми е незгодно некој кога ќе препознавај со бекстејдж, но дефинитивно тоа ми годи, но не мислам дека сум подан за себе, дека сум педер. Лоши луѓе, говнари. Мајка ми, татко ми кога беа болни од ковид, се убив од плакање. Се убив. Много ми беше тешко, а лесно го поминаа, фала му, слава му пак некој. Пак ќе се расплачам. Не сакам да ме после, не сакам да го работам, ама што го работам луѓе. Не ми брете вака, емотивен сум. Можам ти кажам со што најлесно можам да го отргнам по нежниот пол, да го привлечам, не знам, привлекувам, они најчесто ми зборат дека привлекувам со моите плави очи. Не лажам како ќе сите со надворешниот изглед. Ми е гајле каква душа имала, ќе видиме после. Дали знам математика, пошто сум дудук. Искрено? Зашо бе, дечко, 35 години си. Нормален, ништо не ти фали. Немаш девојка и се уште немаш деца.